Храбро се осмелија да зборуваат во режимот во кој се молчеше Методи Андонов, Ченто Ристо Шишков, Живко Чинго, Панко Брашнаров, повеќето членови на президиумот на АСНОМ, Павел Шатев, Јован Котевски, Кочо Рацин, се само дел од оние кои настрадаа, затоа што за време на комунизмот се охрабрија да говорат за независна, а некои од нив и за обедината Македонија. Дел од жртвите на комунизмот добија своји споменици, скулптури, восочни фигури, уметнички портрети и документарни филмови, посветени на нив. Статуите на Ристо Шишков и Живко Чинго добија место на мостот на уметноста, а останатите кои станаа жртви наскоро ќе добијат на заслужените места. Статуата на актерот, интелектуалец, патриот и комунист Шишков ќе остане како спомен да го краси мостот и да ја раскажува македонската историја. Тој великан настрада единствено поради различното мислење и убедување од тогашниот комунистички режим. Поради неговите ставови, Шишков бил изложен на огромни притисоци, а неговиот живот и судбина биле загрозени. За разлика од овој великан, патриот и актер, неговите кодоши во животот имале врвни достигнувања и високи државни позиции. Затоа денес се очекува процесот на лустрација да се спроведе докрај и вистината да излезе на виделина. Преку лустрацискиот филтер ќе може да се одвојат оние што успеале со сопствен труд од оние другите, кои може би исто така се способни, но чија кариера секако била наградена поради кодошењето. Овие вторите нема да имаат право на вршење на јавна функција, како што впрочем вели и законот. Наместо да го креваат гласот и да се експонираат, треба достоинствено да се извинат и да ја прифатат својата одговорност. Само на тој начин најблиските на жртвите ќе почувствуваат дека нанесената неправда е конечно исправена.